Тешката сообраќајна незгода се случила синоќа околу 17 часот на улицата Теодосије Пауновски во Кочани. Трите тинејџерки, од кои две на 17, една на 16 годишна возраст, се движиле на улицата кога возачот 24 годишен жител на селото Оризари со возилото Форд Фиеста со голема брзина удрил во нив. Потешко повреденото девојче поради сериозноста на повредите е пренесено на клинички центар во Скопје. Пешаците и натаму се најзагрозена категорија на учесници во сообраќајот. Годинава на подрачјето на СВР Штип страдаат тројца. Безбедноста како загрозена ја оценија и надлежните од СВР Штип. Пешаците се најризична и најзагрозена категорија на учесници во сообраќајот на патиштата. Затоа апелираме до сите учесници во сообраќајот доследно да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, особено брзината на движење, бидејќи таа е една од најчестите причини за случување на сообраќајни незгоди со потешки последици. Полицијата извршила увид на местото на незгодата, се работи на утврдување на причините. Истрагата треба да покаже дали возачот бил под дејство на алкохол. Во низата фактори кои ја загрозуваат безбедноста на патиштата, како што се брзината и алкохолот, според познавачите на сообраќајната проблематика, недисциплинираното учество е причина за сообраќајните незгоди со потешки последици. Ке мора многу да се работи на дисциплината на учесниците во сообраќајот, затоа што 99% од сообраќајните незгоди се недисциплината во сообраќајот. Дали се возачи, дали се пешаци, дали се велосипедисти, ниедна од категориите не е исклучена. Според статистиката на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, годишно на патиштата страдаат околу 30 на пешаци. Оваа година од 30 жртви во сообраќајни несреќи на подрачјето на СВР Штип, тројца се пешаци. Пешак загина во Свети Николе кај Крупиште и на влезот во Штип на патот кон Кочани. Возачот кој го прегази се уште е непознат.